Дружината на Тони. Во нашата улица секогаш беше весело, но понекогаш може да се каже интересно. На пролет, кога расцутуваа дрвцата во градината, расцутуваа и палаваштините на неверната дружина. Кога сонцето изгреваше, прво на малата уличка ќе ја сретнете дружината на Тони, Диме, Раде и Давид. Секогаш прв излегуваше Давид и гласно ќе довикуваше еден по еден другарите. Тони, Диме, Раде, доста викаш, ќе се слушнеше некој глас. Луѓето се уште спијат. Кому му се спие, нека спие, мене ми се игра, им одвраќаше Давид. Еден по еден, со разбушавени косички ќе се појавеа Тони, Диме и Раде. Палавиот и горделив Давид секогаш ги чекаше и затоа ги прекоруваше. До кога ќе ве чекам? Ако не го завршиме планот за денес, тогаш ништо од... Кажи каков е планот за денес? Во еден глас прашуваа другарите. Денес е време за едно добро дело. За добро дело? Дали Давиде добро спиеш или нешто чудно си сонувал? Рече Раде. Утрово се разбудив рано и размислував каков план да направам за денес. Па си реков, доста беше кршење растутени гранчиња, доста беше задевање помали деца од нас, доста беше тегнење мачки за опаш, доста беше тепање кучиња, а веќе не е интересно ни да се караме со возрастните со сеството. И затоа, воздивнувајќи рече Давид, кажи што си смислил. Еве погледни ќе пукнеме сите од љубопитност. Смеејќи се додаде Тони. Како прво, дали ја познавате новата соседска со девојчето од количката? Да, ја познаваме. Тетката со малото девојче што не гледа плашливо и се крие од нас, одговори дружината. Затоа донесов план. Доста беше се што правевме досега. Ајде да направиме нешто по што ќе не запомни целото соседство, рече многу сериозно Давид. Да, и ја скриеме количката или да ја префртиме кога ќе најде мајката од некаде, со смеење додаде Диме. Сите очи беа вперени во Диме, а тој почувствува некоја мала вина и го спушти погледот кон земјата. Членовите на дружината го прекоруваа. Јас само онака, нели ние правевме интересни работи? Затоа помислив дека и новиот план е нешто интересно. Засрамено додаде Диме. Доста губиме време. Погледнете колку време одминало. Чувствувам дека за еден час мајката ќе се врати со количката. Ајде сите да се сватиме за работа. Давид им го кажа неговиот план. Целата дружина во тишина бараше делови од некои цврсти и скршени гранки. Ги стругаа, ги дотеруваа. На крај, од двата краја им врзаа јажини. Кога беа готови, седнаа на едно од оградите, каде што секој ден минуваа доста време. Чудно, но денес беа многу тивки. Соседите, кога ќе поминаа покрај нив, ги гледаа зачудено. Не веруваа дека тоа е онаа дружина која по цел ден вика и прави палаваштини во соседството. Од задаголот на уличката се појави мајката со девојчето во количката. Сите од дружината во исто време станаа, а Диме истапи пред нив. Девојчето со двете рачиња ги покри очите и се собра во количката. Мајката застана пред количката и во заштита на своето чедо силно им вика. Што сакате, нарани мајковци? Извинете, ние само сакаме да ви помогнеме. Направивме специјални држачи и сакаме навистина да ви помогнеме да ја качиме количката до третиот кат. Знаеме дека вашата зграда нема лифт. Погледнете, ние сме четворица момчиња, силни сме, објаснуваше Диме со крената глава. Другите членови од дружината стоеја со наведнати глави и ги покажуваа направените држачи. Мајката се почувствува малку засрамено и тивко им рече. Се извинувам на претходните зборови. Знаете, само сакав да го заштитам моето девојче. Многу ќе не радува ако навистина од срце сакате да ни помогнете, рече мајката гледајќи дево децата, дево својата керкичка. Да, од срце сакаме да ви помогнеме, во еден глас одговори дружината. Девојчето ги спушти рацете и гледаше во децата. Тие еден по еден и се представија полека и поставуваа специјални држачи на количката и како вистински херои ја понесоа количката по скалилата. Мајката ги следеше во чекор. Кога стигнаа до третиот кат, ја спуштија количката и ги извадија држачите. Тие и се заблагодарија на мајката зашто им дозволила да направат добро дело.
Мајката ги погали момчињата по главчињата и им рече: "Навистина многу ви благодарам. Многу ми помогнавте. Вие навистина сте добри деца." Момчињата се насмеа и рекоа дека и утре и секој нареден ден ќе ја чекаат пред зградата за да ја помогнат со количката. Децата само што почнаа да се симнуваат по скалите, се слушна нежен детски глас: "И јас ви благодарам. Јас сум Анастасија." По лицето на малото девојче се разлеа весела насмевка. Момчињата радосно подскокнуваа и подсвирнуваа, се додека не најдоа на своето зборно место. Долго разговараа за постапката што ја направија. Се потсетија на среќните лица на мајката и девојчето. "Сега веќе можеме да продолжиме со правење планови за добри дела," рече Давид. "Се сложуваме? Колку сме среќни?" извикаа сите. "Некако и срцето побаво ми чука," додаде Тони. "Доста е за денес. Брзајте да се подготвите за часовите. Заборавате ли дека не чека училиштето за втора смена?" дофрли Раде. Среќната дружина за миг се растури. Се разлетаа како млади пролетни лостовички, секој на својата страна, и пред да затвори училишното звонче, сите со озарени лица стоеа во училишниот двор. Никој ништо не зборуваше, само ги си дофрлеа по еден скриен и задоволен поглед.